Во минатата епизода тргнавме да го откриеме бруталистичкиот споменик од сонот на Дритон. Абе, кој си ти уствари? Друга Живков, ти ли си, бе? Тргнавме на патување низ времето, во ерата на Народна република Бугарија, да дознаеме како се живеело во еден друг социјалистички систем. Влеговме во рудник. Среќно. Дритон, Чекај да не видам. влизај се, ти си Гномчињата ли? опасно за живота, не ли читаш? Ја возевме легендата во автомобилизмот на источниот блок, Трабант. Посетивме споменик на Советската армија. Ево е тој паметник на Советската армија. Едни го шкртаат, други го чистат. И уште еден споменик. И уште еден споменик. И уште неколку споменици. За дури на крај да го најдеме споменикот од мојот сон, кој испадна дека е во Шумен. Еј, супер. Ајде, Ана, одиме? Да одиме во Шумен да го видиме споменикот. Во оваа епизода одиме на кај Шумен. Ана ја познавам откако знам за себе. Таа е секогаш спремна за авантура. Дритон! Ана! Се изгубивме малце. Сосема случајно, дружбите ни се претворија во патувања и од другари станавме влогери. Може, станите. Со Дритон сме веќе испробана екипа. Јас задволен, а тој со мапите во телефон. Истражуваме култури, искачуваме планини, посетуваме споменици, проаѓаме реки и езера, а дзиркаме и во занечиски дуќани. Со секој изминат километар, нова лекција, а понекогаш паѓа и по некој предизвик. Од дома правец кон сите соседни држави. Бараме нови перспективи на старите приказни. Природа, култура, музика, традиција, се е испреплетено како храната и вкусовите кои ги уживаме. На нашето патување има место за сите. Ова е Радиус. Прошири го кругот. Тргнавме на пат од Софија до Шумен, долг 350 километри, односно 4,5 сати возење од главниот град. Во превод, прилично далеку. Се надевам патување во Дритон ќе има смисла. И конечно стигнавме во Шумен, каде што прво го истраживме радиусот на центарот на градот. Можам да потврдам дека изгледа историски. Шумен е доста стар град, а тука има наоѓалишта кои датираат од 4000 до 4500 години пред нашата ера. Но, да се вратиме на тоа за што дојдовме. Социјализмот. Она е тоа? Да. Како мрачен господар што лепти врз градот Шумен. Ајде да одиме да го видиме споменикот. Да јадеме нешто прво? Ајде, дојди ја ќе ти скоствам. Направам што. Тоа што зирка над градот е споменикот од мојот сон. Паметникот на 1300 години бугарска држава. Видлив е од 30 километри далечина, а се наоѓа на речиси 458 метри над морското ниво. Пред да се фатиме со искачување, за да си ја вратиме силата, Дритон ме понуди со некој шуменски специјалитет. Ти за гурман во голем стварно немаш некои способности за готвење, да ти кажам право. Зашто така ми викаш, Банчи? О, ти е стар шуменски специјалитет, што збориш ти? Попаре и баба ми можеше да ми направи. Оваква сигурно не може да направи. Уме добро кисело млеко. Ти се свија? Браво. Ова е кисело млеко директно од крави. Обично е дувешки добро. Као ниједна попара до сега. Ана е сега спремна, и со енергија, а богами и со збогатена микрофлора. На патот се сретнавме со еден проблем, кој е вообичаен кај социјалистичките споменици, а тоа е бројот на скали до споменикот. Еј, полека, знаеш колку скали има догоре? Баш затоа, ајде побрзо, да стигнеме побрзо. Овој пат имаме точно 1300 скали за искачување. Како споменици за народот, некако се многу дискриминирачки кон луѓе што не вежбаат кардио. Значи, бугарското политбиро навистина имало мерак за грандиозност. Немав поим за колосалната големина на оваа градба.
Овој масивен, кубистички ентитет пробал да ја опфати целокупната бугарска историја. Джиновите што ги гледаме се старите владетели на Бугарија. Најстарите ја имале титулата канови, а потоа се појавуваат и цареви. Вака одблиску е многу поинтересно, морам да признам. Личи како помалку застрашувачки, како збир од кубистички бетонски статуи сместени во модернистичка геометриска зграда. Значи, мораш баш се да изрелативизираш. Многу е јако. Тука се представени владетелите на Бугарија од 681 година до 1981 година, што значи дека се потрудиле да бидат прецизни во обележувањето на 1300 години. Ништо не е случајно ни во врска со одбирањето на локацијата на споменикот. Во областа Шумен се наоѓа првата бугарска престолнина, Плиска, која ја изградил првиот бугарски кан, Аспарух. Во бугарската митологија, одамна пред појавата на луѓето, земјата била населена со раса на джинови по име Исполини. Тешко е да не се сетиш на овие мистериозни суштества додека шеташ низ местото. Откако ги исцрпивме сите факти кои ги научивме за споменикот, отидовме да собереме нови, зашто мораше да се вратиме назад во Софија, каде што имаме закажано час по бугарско-социјалистичка историја на уметност и архитектура. И какви спомени буди социјалистичката архитектура кај вас? Това е тема, която е малко... още трудно се говори за нея, но аз бих казала като архитект, че има шедьоври, за които трябва да се говори, трябва да се показват. За всичко останало трябва малко да пораснем, малко зрялост, малко време, но спомените са хубави. Мене ме интересира конкретно споменикот во Шумен. Дали припаѓа на брутализам и што значи? Да, паметник на Шумен е един от най-ярките примери за брутализъм в България. Брутализма не е някакво феноменално течение, то е така всеобщо в цял свят. Смея да твърда, че в България заради талантливите архитекти то придобива свой облик, така че паметника, мемориалните комплекси тогава са нещо много важно, за да се развие този стил. Така че този паметник е направен от талантливи скулптори и архитекти. Той е една от поредицата сгради, които са 1300 години в България. Те не случайно са избрани да бъдат нависоко, да бъде брутализъм. С всичко това е трябвало да се внуши патриотизъм, гордост, така че всяко нещо, което трябва да изглежда изконно и модерно, се ползва ни похватите на брутализма. Го прифатиле ли народот веднаш тој стил брутализъм? Тогава не. Тогава не. По-скоро тогава са критикували този стил, смятали са, че той не е така традиционен, не е в контекста. Трудно са го приели, наистина трудно са го приели, но понеже това, пак казвам, са били сгради на спорта, сгради за културата, някак си са ги оставали във времето и с наистина дата ги харесват, повечето ги харесват. Какви естетски и архитектонски промени донесе социализмот во Бугарија? Много промени. Всъщност, първата половина на така наречен социалистически период е свързан с една архитектура неокласическа, необарокова, която е носила и други символи, свързани с култ към личността. След 1956 година настъпват промени във всички балкански държави, в целия източен блок. И всъщност тогава настъпва този много ползотворен и много плодотворен период на експерименти, на брутализъм, на модернизъм. Модернизъм, брутализма, влизайки във всяка от държавите, той придобива свой локален прочит. Така че промените са много повсеместни. Освен новите видове сгради, които с героизъм архитектите ги проектират без да знаят какво трябва да излезе. Освен експериментите като конструктивни системи, като технологии, количествените натрупвания водят до много качествени примери и много качествени модели, които до ден днешен служат за вдъхновение, за пример как да се правят. Ние говорихме за културните центрове, за училищата, за университетите, музеите и галериите. Това са нови сгради, които придобиват точно тогава формата си, модела си за подражание. Бугарските социалистички атракции се навистина неверојатно доживување. Дали е можна споредба со Македонија во социализмот? После патувањево се враќаме дома, да го видиме Скопје со нови очи.
Не можам прст пред око да видам. И добро, што ги ти смени ако тепам уште некој сад низ Скопје? Мислам, се што треба да видиме е да споредиме зошто естетиката на тој систем толку многу наликува на скопскиот брутализам и толку. Да го истражиме нашиот радиус. Значи, јас сакам да го истражам овој радиус, тука го гледаш, овој ми е многу важен радиус. А за тоа не мора и да искачаме, еве, јас ке ти кажам. Значи, руски згради за работничката класа и тука има, нели? Бруталистички споменици имаме и ние. Така, државни објекти кои самите по себе се споменици и тоа имаме. И че сакам кога се правиш паметен. Добро, ако не ти се доаѓа, можам да се снајдам и сама. Ти со патики легна? Имам се добри фотки. Чие се? На Ирина Богоева. Што ако те интересираше, ќе ти кажа дека закажа фотосесија со неа. Што е сега, не ли ке спиеше? Да, ама не можам око да склопам, ана не ја завршивме епизодата. Плюс ме интересира зошто естетиката на тој систем толку потсеќа на скопскиот брутализам. Ова ли е местото? Така личи, ама некако тоа да којше дрвце има. Не знам, чекай, не? Овде виси. Сега да видиме. Ало, Ирина, еве сме на 10-та страна од книгава. Докај си? Ајде, да те чекам. Сега ќе ни објасни. За комплексот УКИМ велат дека представува комплексна, модерна мегаструктура, а тоа најубаво се гледа од дрон. Она што најмногу ме радува е зеленилото кое ги обвива зградите од околу. Функционалната цел на комплексот е да биде центар на општествените науки во Републиката. Во буквалниот центар на комплексот е сместен универзитетскиот плоштад или агората, митинг поинт на студентите кои доаѓаат од зградите на правниот, економскиот и филозофскиот факултет. Здраво, дечки. Здраво! Како си? Здраво, Ирина, како си? Добро, вие? Ние сме фасцинирани од твоите фотографии. Фала. Те молам да ни раскажеш нешто плюс како реши да сликаш баш овој стил на згради? Па, проектот почна во 2012-та, кога еден пријател и соработник од страна всушност ми посочи колку добра архитектура имаме ние во Скопје и си реков, види, ми се упали сјалички и решив дека ќе го работам тоа. Прво почна како таква идеја и малце како револт и протест кон Скопје 2014 што се случуваше во тоа време. И прво беше изложба една во Музеот на современа уметност за 2017, која што прерасна во оваа монографија во 2018. А колку свој објекти имаш сликано? Во монографијата има 30 на објекти низ Скопје, некои од кои веќе ги немаме, како на пример универзалната сала која што нели моментално се реновира и како и саемот кој што нели е срушен веќе. Ние имавме идеја да ги реконструираме сликиве, ама со нас. Супер, одлична идеја. Ајде да пробам. Ајде. Тука сме на Универзитет Свети Кирил и Методи, односно комплексот факултети, што го има изградено Марко Мушич измеѓу 70 и 74 година. Сега Марко Мушич е словенец и во времето после земјотресот како солидарност од многу држави доаѓале експерти нели за да изградат да го обноват Скопје какво што е. И Марко Мушич е еден од тие пионери во своето време во архитектурата кој што го има направено всушност целиот овој комплекс. Мушик замислил уште еден така наречен академски плоштад, кој символично требало да биде сместен до еден објект од културно наследство – Турската бања во близина на ректоратот. Основната намена на двата плоштади била да поттикнат социјализација и размена на прогресивна студентска мисла. Поздрав. Джеймс Бондовска? Може на Джеймс Бондовска. УКИМ испана дека е топ локација за фоткање на топ модели како мене. Одиме да ја најдеме наредната позадина за слика. Кај сме прилика, тука сме нели? Да, поназад малку кон зградата. Тука сме сега кај Средното медицинско училиште Панче Караѓозов, кое што е дело на Јанко Константинов и е градено измеѓу 69 и 73 година, 74 некаде, и е целосно поставено како архитектурална скулптура во просторот. Бетонските резби кои што ги гледаме на самата фасада се всушност додадени за да го разиграат малку повеќе самиот објект, да не биде само функционален, тука да биде и убав. Тука ќе ве сликаме за сега. Ајде.
Како ние да го имаме изградено школа. Ко ние што сме и функционални и убави сме. Бере со страни. Позираме да ме кјака е хубаво. Сакате да видите? Да, може. Дела на архитектот Јанко Константинов сме виделе и претходно во Радиус, кога ја посетивме шалтер салата во Пошта во епизодата за Југославија. Иако проектирал институции, Константинов дефинитивно не правил здодевни згради. И повторно забележуваме плоштад, овој пат во средината на школото. Може би плоштадите се некој патерн на скопската постземјотресна архитектура. За да дознаеме, моравме да ја продолжиме истрагата. И така, отидовме во МСУ. Се наоѓаме на Музеот на современа уметност, кој што е тука направен од група тигри. Тоа се всушност група архитекти, не се стварно тигри, нели? Па, како тигри да позираме. Како тигри, може, да. Ова е мој тигар. Супер. Всушност, самиот музеј е замислен да личи како да е некој пандан на атинскиот Акропол, односно Пантеон. Да гледа врз Скопје, како што Пантеонот гледа врз Атина. Супер. Како ослободители, таман. Објектот е полска донација после земјотресот, а отворањето на музеот започнало со зборовите на Блаже Конески. Една ваква зграда се прави за широка комуникација со светот. Таа не е забутана во балканско сокаче, ами е исправена на овој брег, од каде што со еден широк поглед се опфаќа и старото, и новото Скопје, и широките предели наоколу. Од Музеот за современа уметност на Кале, заедно со Ерина, се спуштивме кон центарот на Скопје. Решивме да направиме пауза во културниот центар Бруталиск. Од самото име, осеќам дека ќе научиме уште нешто за брутализмот. Наш домаќин е Никола Наумовски, активист во бројни иницијативи поврзани со градот и влюбеник во Скопје. Почитувани слушатели, добар ден и добре дојдовте во Радио Град. Денеска на програмата ги слушаме, водиме разговор со Ана и Дритон од Радиус докусеријалот Повелете. Не, вие повелете. Зошто Бруталиск? Затоа што Скопје е брутално и брутално е Скопје, и затоа Брутал из Скопје е насловот на местото. Брутализмот и Скопје се вмрежени длабоко веќе неколку децении наназад и брутализмот го прави Скопје малку поразлично од другите градови, затоа што главните објекти во Скопје некогаш, а и сега се изградени во бруталистички стил и тоа паралелно иде со изградбата и кревањето на градот Скопје и со изградбата на македонската држава и има ретки примери во светот каде што брутализмот е доминантен како во Скопје. Како вашата иницијатива влие врз културниот живот на скопјани? Брутализмот е релативно заборавен 30-40 години после катастрофалниот земјотрес во Скопје и воопшто не е третиран како уникатност на градот. И ние се обидовме тоа да го вратиме како порака, да им кажеме на младите скопјани, особено на луѓето кои што немаат никаков однос кон архитектурата, дека веќе имаат нешто навистина вредно, нешто што го нема на друго место во светот или го нема во таков концепт поставено. И ако така ги поставиме стварите, тогаш Скопје е навистина посебен град. Дали луѓето ја препознаваат вашата иницијатива и овој културен центар е често посетен? Да, и не само за брутализмот, али да, многу често доаѓаат луѓето и купуваат мајци, блузони, тренерки, инспирирани од скопскиот брутализам. Правиме настани во кои што изложби, во кои што ги представуваме тие бруталистички убавини. Така што мислам дека скопјани малку по малку, делно заради нашиот напор, се враќаат кон брутализмот и колку тој значи за нашиот град. Бетонот до негде може и самиот да се зачува, но дали има употребна вредност денес? И брутализмот е стварно ставен веќе во модата на светски патници да следат и фотографираат бруталистички градби, но освен што може да остане во просторот и да служи стотици, илјадници години таа бетонска градба, таа е потенцијално извор на финансии од сите посети кои што денеска се случуваат во Скопје. Значи би можело да се каже дека Скопје е Инстаграм френдли град. Инстаграм френдли град е Скопје, да, секогаш сум го викал тоа. Во целата приказна на архитектурата од постземјотресно Скопје има и нешто повеќе од само бетон.
Време е да го прошириме кругот од брутализам кон модернизам. И што е разликата измеѓу модернизам и брутализам? Брутализмот најмногу се заснова на користење на бетон во својата изработка, додека модернизмот користи стакло и други некои елементи. После земјотресот во 63-та, кога сакале да го обноват Скопје, во градот, нели, градскиот зид. И сакаат да направат град кој што нема да е само згради и патишта, нели, туку некои работи кои што ќе бидат склопени како цел концепт. И градскиот зид е наместен токму така. Колите што ги гледаме, ако застанеме на некои точни локации позади блоковите, излегуваат од зад нив и изгледаат буквално како скулптури. Може овие столбовите се како амортизери така на ова. Дека се после земјото се така знам. Да, сите се правени да се особено А што е вистина? Да. Ништо посебно се работени за да бидат асеизматски, да држат, да можат да издржат поголеми земјотреси. Сликама? Да. Ајде, гледате? Дојде малку, дојде малку. И за крај ни остана можеби најимпресивниот објект од постземјотресно Скопје, студентскиот дом Гоце Делчев. Со вкупен капацитет од 1234 легла, просторот за домување на студентите е поделен по блокови, кои заедно го впишуваат символот на бесконечност и формираат централен двор. 4 блокови биле поврзани и со мостовски конектори, со цел да ги зближат студентите кои живеат во комплексот. Може? А што да направиме? Каве. Ајде вака, сакаш да ме птици, лилјаци? Ајде вака со оваквото, дај ми го, да ме те ловам со ласо. Да, влечете се за марамата, тама. Не многу јако. Сега се наоѓаме во склопот на студентскиот дом Гоце Делчев, кој што е изграден од архитектот Ѓорги Константиновски. Константиновски сакал да вметне делови од македонскиот фолклор во самата архитектура, така што прозорчињата што ги гледате се всушност инспирирани од македонските народни носии. Па македонскиот фолклор тоа е за го Па таман. Супер. Сега сме двајцата со шал. Двајца луѓе, а еден шал. Така е. И вака да го представиме. Супер, Чуден фолклор, супер. овој Гледате на кајднината малку. Светло беше кајднина. иднината надам? Све ова супер, ама сега шалот на страна, ајде сериозно. Ајде еднаш сериозно, да. Одлично. Мисли на носи и народни. Додека Дритон и јас одново го разгледуваме нашиот град, почнаа да се отвараат нови прашања. Која била идеологијата која ги водела архитектите на овие објекти? Како тие идеи се претопиле во бетонски форми на модернистичко Скопје? Одговорите се кријат во архитектонскиот факултет. Поземјотресот во Скопје доста се гради во бруталистички стил. Што значи ова за идентитетот на градот? Па не сакам да го идентификувам Скопје како град со некој посебен стил, бидејќи тоа е како архитект, секогаш сакам да еден град се развива со стилот кој што е во моментот светски, да кажем. Такво и Скопје, значи пред земјотресот, архитектурата во Скопје е доста модерна, која што е во тој момент актуелна во светот, на секаде. Архитектурата на постземјотресно Скопје, оној брутализам е актуелен како стил во светот, што е потекнува од Британија. Не го измисливме ние. Не го измисливме, напротив, кај нас се мисли дека тоа е некоја социјалистичка архитектура и така натака, како стил. Всушност е од Британија, највеќе е застапена можеби и во Соединетите Американски држави, во Британија. Самиот наслов брутализам е дефиниран малку подоцна и има значење од оној бетон брут, тоест натур бетон. Идејата на самиот брутализам е да нема некоја естетика, туку да има етика. Да разбереме, тоа е период на после Втора светска војна. Во тој период во светот имаме тоталитарни режими и после Втората светска војна имаме тоталитарни режими, каде што архитектурата е врзана за тој тоталитарен режим, кој што било, да речеме, за Хитлер, кој што било за Сталин и сталинистичката архитектура, која што до 60-тите години преовладува во доисточен блок. Брутализмот е одговор на тоа, архитектура која што не е врзана со никаков режим, со никаква власт, туку е архитектура која што треба да биде соголена, значи конструкцијата, ако е од бетон, е од бетон. Во Холандија ги имате и во Британија, брутализмот се карактеризира повеќе со употреба на тул. Можете да ги видите, само што ние го поврзуваме со натурбетонот и со оној наш, да кажам, експресионистички брутализам. Какви спомени будите брутализам кај нас како народ?
кога завршував на овој факултет, јавноста беше исклучително лошо настроена кон сите овие бруталистички објекти, го доживува лошо, бидејќи повторно е еден стил кој што одеднаш е изграден. Значи, овие сите објекти се изградени во некој рок од 15 години, а од тие 15 години најголемиот дел се изградени во рок од 6 години. И сега одеднаш кога давате некаков стил на архитектура која што е неразпознатлив за луѓето, тоа е премногу футуристички. И не секогаш луѓето се спремни тоа да го примат одма. Во 60-тите не бил нешто многу популарен стилов кај нас и како што викате ги застрашува луѓето. Дали конечно сега луѓето почнуваат да го ценат овој тренд, да речеме, овој стил и ја добива својата популарност? Да, мислам дека ова веќе почнуваат луѓето да го доживуваат како некој начин на историска архитектура, која што е за ценење. Како уметничко дело. Проблемот е што само не ја заштитуваме. Значи не се грижиме за нив како објекти од културно наследство, а овие објекти се за нас, за Македонија, мораме да признаеме дека се културно наследство. А кој ви е омилен објект? Мој фаворит е Гоце Делчев домот од Константиновски, кој што, не знам, за мене е стварно не само каква е архитектурата, него и положбата, каква му ја ходите, например, на Зајди сонце, тоа е фантастична гледка, кога ќе удри сонцето, тој натури бетон, сериозно знание. Одговорот ми даде една идеја. Со другарката Ана се вративме во студентскиот дом да го оствариме нашето основно човеково право според Beastie Boys. Правото на журка. Дај се страна, дај. Значи, види го место. Какво е место, види го. Да. Плаче за една журка, а? Оу, како плаче за журка. Леле, да имавме опрема сега, знаеш како ќе беше јако. Да имавме. Дај малце. Дај. Не. Да? Ти оваа работа. Ти стварно мислиш дека ја нема да организираме една добра журка? Тебе ти текна да донесеш ама све. Све. Па ти се надмина себе си. Па нормално. Океј, озвучење имаме, а диџеј? Абе, ја организирав и диџеј, требаше да дојде Марко Рикаловски. Не знам дали го знаеш, познат диџеј. Ама баш денес пуштал во Пехчева музика и не стигна да дојде. И јас ќе пуштам нешто што. А што да правам, да викам луѓе? Ти меѓувреме луѓе, сите што ги знаеш, само гледај поише другарки да бидат. Сите ќе ги викнам. Сите викни. Сите. Ала? Слушај, се менја планот, правиме журка горе на Гоце Делчев. Еве го Дритон донел тука опрема, нешто со кабли планира тука да изврзува, не знам што му е планот. Да, не се зезам. Ај, дојдете, тука сме на студентскиот. Викни сите, може. Не сте у Скопје, а? Ало? Па не ми ни дига. Да, многу е добро, не знаеш колку е добро местово. Ептен. Па ниша е добро, се слушам. Чекам. Што викаат, ке дојдат? Ке дојдат. Топ. Знаеш колку многу луѓе ќе има? После земјотресот, градот не доживеа само физичка, туку и културно-идентитетска промена. Секоја зграда, секој плоштад, секоја улица во Скопје е повеќе од само простор за живење и работа. Архитекти од целиот свет донесоа своји видувања на модернизмот и брутализмот, но не само како стилови на градење. Нивната архитектура е социјално ангажирана, а во центарот се ставени потребите на луѓето. Потребата за дружење и заедничко делување можеме да ја препознаеме во сите заеднички простори, во градските плоштади и атриуми, дури и во мостовите на овој студентски дом. Меѓу редовите од бетонски форми се исцртани идеалите за едно поинакво Скопје. Скопје од соништата. Дритон, научи ли нешто ново патување или само се журкаше и јакаше бесконечно? Научив. Какво научи тиктокеру? Не ми е многу јасно, ама дека сите имале слична верзија на истиот систем и дека многу озвучи. Скоро совршено. Само што не успеале до сега совршено да го применат. Браво, Дритон. Сега оди да го раскажеш ова на интернет, на помладите. Слободен си. Благодарам, Чичко, паметник.